Нашата молитвена група, која ја води Духот Свети, Отецот Небесен Исус Христос, се вика сотрудници. Тоа значи сотрудници кои сакаат да работат за Царството Божјо, чии имиња се запишани во книгата на животот. Значи, тие сакаат со сето срце, душа да работат. Не за светот, за Царството Божјо. Од време на време тој список на таа молитвена војска, нели? Луѓе што не доаѓаат, ќе исклучам некого, и скоро секогаш реакцијата од тој што е исклучен од групата, кој не доаѓал, например, е дека ете сега кога му е најтешко, кога е најтешко, ја исклучуваме од групата, замислете, а ние имаме состојба на средбите во вторник, проповедите не доаѓа, на читањата во четврток не се појавува, не доаѓа, не се вклучува, на молитвените закажани средби не се вклучува и не учествува, не доаѓа ниту да праша или кога има некој во потреба во молитва, не се вклучува. Се поставува прашањето, па и во светот, ако не доаѓаш на работа, ако не одиш на училиште, ако во војска не доаѓаш или ја напуштиш борбата, ти ќе бидеш исклучен, ти си дезертер. Божиот закон подразбира, ако го љубиш оној кој се бори со Царството Божјо, во Царството Божјо за слава Исусова, ти не доаѓаш само кога имаш потреба, ти самиот покажуваш или самата дека немаш доволно љубов, ти не си дел од ова. Ние не сме риболовно друштво, не сме габарски клуб, не сме планинарско друштво, не сме автобус, влегуваш кога сакаш и излегуваш. Ние зборуваме за молитвена војска, треба да исполниш некои услови, да останеш во Словото, да останеш во љубовта. И ако имаш проблем, ти не доаѓаш на средбите, не се вклучуваш во активностите, немаш потреба да не гушнеш, да дојдеш во живо. Немаш потреба од свет целив. Ти тогаш немаш љубов и се однесуваш како неодговорно, дезертерски, немаш љубов и сатаната те има излажано дека можеш самиот или самата и ти практично не припаѓаш овде. Со самото поставување на состојбата дека не се појавуваш на средбите, да се молиш, да се бориш заедно со браќата и сестрите, ти покажува дека не си член, не си дел од оваа војска молитвена, која срцата ги дава, му ги дава на Исус Христос, духот да не води и душите ги дава своји за браќата. Те сакам, Господи Исусе Христе, љубовта Исусова да не преплави. Амин.